На голема радост на поклоничката група, која што денеска го посвети денот на Свети Наум, еве, стигна и во Свети Еразм. Голема е волјата и желбата на сите да дојдат во ова светилиште. Свети Еразм е многу почитуван светител во Македонија. Значи, тој пребивал околу 10 години во овие простори и направил големо покрстување и просветлување на македонскиот народ. Затоа чудата што тогаш ги правил, и ден денес во неговата исполница се случуваат чуда. Ева, полека се искачуваат нашите поклоници. Веќе се чувствува заморот од денот. Навистина имавме голема физичка активност и духовна и телесна. Но и постари и помлади генерации спремни се да го издржат подвигот до крај. Ето, гледате колку се срекни и радосни. Се упатуваме кон неговата келија. Предходно ги информирав моите сопатници за историјата на овој светител, знаејќи ке кога одат, со радост одат и спремни со молитви кон него. Инаку манастирот го чуваат домакини од Охрид, тоа се сестра Веса и низиниот сопруг, многу благочестиви, и тогаш кога неколку пати сме дошле, не само што ни принеле топла средба со светителот, току едно долго топло гостопримство со кафе, чајче и добар збор. Да. Прекрасен амбиент. Доле е храмот, црквата, во кој ден денес, на одредени денови, се врши богослужба. А сега да влеземе во неговата келија, исполница. Еве го тој простор кај што он пребивал и автентично е останато и до ден денеска. Значи, овој дел сега кај што јас ја принесам камерата, тоа е местото кај што он спиел. Тоа е неговиот кревет и на него кој ќе легнат, многу болни знаат да добијат исцеление. Постојано гори кандило и од маслото од кандилото се принесуваат молитви и помазување за спасение. Свети Еразмо, еве, голема желба на сите нас. Ти дојдовме на посета, услиши ги нашите молитви и на сите оние кои не замолија да се помолиме пред теб, да се помолиме и за нашата Македонија, за целиот свет, за нашите монаси, за свештенството, за нашите мили и драги кои што ги оставивме дома, за нашите блиски, подалечни роднини, да, како што ви рекла и сестричката, и за нашите непријатели, да се помолиме за сите оние кои ни мислат зло, да испадне на добро по твоите молитви и застапништво. Во оваа кратка посета не можам да не се подсетам за нашиот монах, братот или монахот Еразмо од Бигорската свештена обител. Човек, личност, монах кој многу го сакаме поради неговата несебична љубов, поради неговите молитви, поради неговите литургии и како продолжено дело, детет
на бигорскиот старец, игумен на Партение. Отец Ерасмо, еве да се помолиме и пред светиот Еразмо, да те крепи во подвигот. Тука за црквата си Да те крепи во подвигот, молитвите да ти ги појаче и силата на твојата исцелителна молитва да ја стави во патека до овото на Бога. Еве сестра споменче сега ми кажа, значи женичката која што овде служи на Свети Ерасмо, иконата на Пресвета Богородица, која што сега ќе ја видиме, со памук ќе поднесе, таа е мироточи, еве во моментот е целата оросена и голема ни е радост. Јас реков, осетив некој благоухание и на моите сестрички тој им го кажувам, а видете, тоа било поради ова мироточение. Слава ти, Мајко Божја. Слава ти. Еви нашите гледачи, сестри, брајка во Христа, нека го видат тоа. Нека си дојдат во оваа прекрасна и богоугодна испосница на Свети Еразмо, нека и се помолат и на Мајка Божја и на Свети Еразмо за здравје и за спасение. Амин. Доле малци си стават мирото на црква. Не смеем. Не смеем. Еве завршуваме нашата посета во радост и слава на Бога со киселата водичка и сокче кој што љубезниот домакин ни го понуди. Ве поздравуваме, ве сакаме и се гледаме во Скопје.